Денеска започнавме и вечер, да ќе прочитам пак стихот во Евреите 12:1. 12:1, кој што зборува за илустрацијата што ја зима овде Павле трката, и во духовна смисла и ние сме на една трка, одиме кон целта, но еден од најголемите проблеми кон таа цел ни е гревот кој што лесно не сплеткува. А тоа може да биде било што и различно кај секој од нас, нешто што може би за еден воопшто не е проблем, а за друг е. И тоа голем. Вели, затоа и ние, имајќи околу себе толкав облак сведоци, да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. Како тоа, гледајќи во Исуса, оној кој што е зачетник и извршител на нашата вера. И навистина денес кажавме, и факт е, и сите ние и сме искусили или искусуваме такви некои моменти во нашите животи, каде што буквално може да дојдете до разочарување, кога постојано паѓате на едно исто. И тоа му е целта на ѓаволот, да ве разочара, да ве потишти, да станете малодушни и да се откажете од трката. И затоа, ако сватиме, ако се анализираме секој сам себе и ако сватиме дека имаме некој таков проблем, тогаш неопходно, хитно е да се соочиме со тој наш проблем. Не смееме да одлагаме. Но, претходно да прочитаме еден цитат од Патот кон Христа, кој што е неверојатно охрабрителен. Има и такви кои ја запознале Христовата љубов што простува. Верувам дека сите ние спаѓаме во таа група. И кои навистина сакаат да бидат Божји деца. И ова го исполнуваме, сите ние. Но се свесни за несовршенството на својот карактер. Се надевам дека и ова го исполнуваме, ова е битен момент, дека сме свесни за несовршенството на својот карактер, за грешноста на својот живот. Па затоа се сомневаа дека Светиот Дух на вистина го обновил нивното срце. Ова не би требало да го имаме, меѓутоа може би некој од нас го има. Значи, заради тоа што го знаеме Христовата љубов, знаеме дека тој е тука да прости, сакаме да бидеме Божји деца, да му служиме, но сме свесни за тоа дека сме несовршени, дека постојано паѓаме, дека нешто ни фали. И затоа може да дојдеме во една ситуација да се сомневаме дека Светиот Дух навистина го обновил нашето срце. На таквите би им рекла, ова е болдирано, не повлекувајте се обземени со очај. И сега, внимавајте, ние ќе мораме често да паѓаме пред нозете на Исус и да плачеме поради своите недостатоци и грешки, но не смееме да се обесхрабруваме. Како што често паѓаме на нешто, често пати треба да паѓаме и пред Исусовите нозе, да плачеме ако е потребно, да бараме помош, да дојдеме, како што велеше оној стих, 5-тиот ли беше или 4-тиот, уште не сте се воспротивиле до крв во борбата против гревот, што е една безпоштедна битка, навистина, поготово со оние слабости што ги имаме. Дури ако непријателот не надвладеал, Бог не отфрла, не заборава и не напушта. Не. Христос се наоѓа од десната страна на Бога и самиот се залага за нас. Саканиот Јован вели, ова ви го пишувам да не грешите. А ако некој сгреши, имаме застапник кај Отецот, праведникот Исус, стихот што очитавме баш. Немојте да ги заборавите Христовите зборови во Јован 16:27, зашто самиот Отец има љубов кон вас. Тој копнеја да ве врати кај себе, да види како неговата чистота и светост се покажува во вас
И само ако сакате да му се почините нему, тој кој го започнал доброто дело во вас. Тоа беше стикот со кој што завршивме. Сеќавате кој беше? Сабајлето стикот. Оној кој што го започнал своето дело во вас и ќе го заврши. Филипјаните 1.6. 1.6. Ќе го продолжи се до денот на Исуса Христа. Молете се посрдечно. Верувајте по-целосно. Значи, вклучете го цело срце. Кога ќе се посомневате во својата сила, да се подпрете на силата на својот Спасител и тогаш ќе го прославите оној кој е здравие на нашето битие. Па најчесто, тука може би и лежи проблемот, најчесто велам, затоа што паѓаме и се обидуваме повторно во своји сили. А тоа значи дека пак ќе паднеме. Баш кај што колку повеќе паѓате, како што видовме и денес, вие таа нервна патека се повеќе се уцврстува и вие следниот пат полесно ќе паднете. Џабе вие не знам каква сила да употребите. Едноставно тоа е правило. Без Божја помош едноставно не можеме, едноставно мора да престанеме да се надеваме во себе. Значи, Господ е со нас, Господ не остава, но потребна е наша согласност. Ако сме паднале, што треба? Треба да станеме. И ќе паднеме и пак треба да станеме. Што вели во Пословици 24.16 стихот? Познат стих. Пословици 24.16. Зашто ако праведникот падне и 7 пати, тој станува, а нечестните пропаѓаат во несреќа. Значи, праведникот паѓа и станува. Не смееме да останеме долу. Тоа е оно што му е мило на ѓаволот. А реков, многу лесно може човек да западне во некоја таква ситуација, кога често пати паѓа, постојано на едното и исто. На тој греф што лесно го сплеткува. Она на што треба да обрнеме внимание е опасноста да ја одлагаме борбата за утре. Значи, ние мора да одлучиме и да се бориме уште денес, со Божја помош секако. Значи, ургентност постои, итност, неодложност за оваа битка. Зошто? Затоа што Исус доаѓа. Знаците се исполнуваат, но ова не смее да биде нашиот главен мотив, затоа што не знаеме кога Исус ќе дојде. Што е вистинскиот мотив? Ќе разгледаме некои моменти вечерва. Исус Навин, ќе отвориме во Исус Навин. Тоа е една причина, Исус доаѓа, времето е кратко, не знаеме колку, но тоа не треба да биде главниот мотив, зашто има побитни. Исус Навин 24. Значи, последната глава од Исус Навин 24, 15 стих. Меѓутоа, ако вам не ви е угодно да му служите на Господа, тогаш денес изберете кому ќе му служите. Може би на боговите на кои им служеа вашите татковци од онаа страна на реката, или на боговите на аморејците во чија земја сега престојувате. Исус Навин вели оние познати зборови: јас и мојот дом ќе му служиме на Господа. Денес треба да изберете. Са 25 стих подолу. Така во тој ден Исус склучи сојуз со народот и му ги утврди одредбите и законот. Тоа беше во Сихем. 29-тиот. По овие настани, што се случи? Почина Исус. Навиновиот син, Господовиот слуга, на возраст со 110 години. Оно што често пати го говориме, значи, слично како што не треба да го знаеме датумот на Христовото доаѓање, не треба да го знаеме и многу е непријатно да си го знаеме денот кој ќе починеме.
Баш заради тоа што не го знаеме, ова е ургентно. Ако вие сте со некој проблем се уште, а фактот што не знаете кој ден од вашиот живот го живеете, од каде знаете, утре може да се случи терористички напад. Може би од оние толку илјадници и лажни бомби една ќе биде вистинска. Може нема да биде во училиште, може да биде во трговски центар, вие да се најдете таму, пример, не дај Боже. Јас тоа го предвидов, дури, знаете, додека не бевме во НАТО, бевме многу посигурни. Јас така велев, кога ќе влеземе во НАТО, тогаш дури ќе видиме. Што ќе видиме? Затоа што јас сметам дека тогаш барем делумно Божијата заштита ја немаме како држава. Затоа што веќе си одлучил на која страна. Или земјотреси, за тоа ни пишува Светото писмо, 24 глава Матеј кажува, значи земјотресите од секојаш ги имало, поплавите од секојаш ги имало, меѓутоа се позачестени и позачестени ќе бидат, се посилни и посилни. Земјата ќе се тресе. Денеска, нели, велат, не чуе пари во банка, подобро недвижност или не знам што, меѓутоа и тоа не е сигурно, како што гледате од сите овие случувања. Псалм 95 глава, читаме. 95 псалм, си изведувам, да, добро. Може и глава да ја наречеме. 95 псалм. Седми и 8 стих. Зашто тој е наш Бог, а ние народ на неговото пасиште овци, што тој ги чува. О, послушайте му го гласот денес. Не бидете со тврди срца како во мерива, како во денот кога ме искушувавте во пустината. Денес. Денес треба да послушате. Денес фатете се во борба. Не чекајте утре, затоа што утрето не е наше. Не знаеме утре што ќе се случи. Или второ послание до Коринќаните, 6 глава. А како негови, први и втори стих од второ послание до Коринќаните, 6 глава. А како негови соработници, ние ве молиме да не ја примате напразно Божјата благодат, зашто вели, во благопријатно време те послушав и во денот на спасението ти помогнав. Еве, сега е благопријатното време, ете сега е денот на спасението. Денес, сега е денот на спасението, да не одлагаме. Значи, итноста не доаѓа само од скорешното Христово доаѓање. Гледаме од што? Не доаѓа ни од исполнувањето на пророштвата и настаните, од тоа што прави едниот или вториот звер, односно во превод папството или САД, туку од мене, од мојата состојба, од тука доаѓа итноста пред се. Изградбата на карактерот е најважното дело кое некојаш им било доверено на човечките суштества. Воспитување 225, познат цитат. Значи, што е најважно дело? Изградбата на карактерот. Не очајувајте, сега да се подсетиме на тој цитат првиот, не очајувајте ако гледате дека сте несовршени и карактерот ви е несовршен, на крајот на криштата ние и до крајот ќе сметаме дека сме несовршени. Кој е оној кој што ќе каже дека јас сум супер, ја достигнав, јас сум светец? Никој тоа не може да го каже. Тоа е најважното дело. Ако е најважно дело, тогаш треба и највеќе време да посветиме и уште сега, уште денес. Не смееме да одлагаме. Затоа што, како што кажав денеска, знаете, од мислите доаѓа се, засилени со чувствата, доаѓате до одлука, па дело, па навика и еве ви го карактерот. И опасно е доколку одолговлекуваме да донесеме одлука во врска со нашата вечна судбина. Ако денес, да речеме, не ја донесеме одлуката, тогаш кој ни гарантира дека ќе можеме утре? Затоа што од кај да знаете каква ќе биде вашата тогашна состојба? Ќе биде подобра?
Не може да знаете? Тогаш може би нема да го разберете повикот што го добивате денес. Може би сега го слушате разговетно, онака јасно, а тогаш може би ќе биде како тенекија да тропа, нели што викаме. Може би воопшто нема да го слушнете. Или ќе биде грмеш или нешто така. И така, од ден на ден, колку почесто вие паѓате, може би на едно исто, вие се менувате, вие после некоја година или денови, може ќе станете комплетно друга личност. И затоа не сме да одлагаме. Што дури може би самите нема да може да се препознаеме, а не па другите да не препознаат. Може би таа проповед што денес ќе ја слушнете ви изгледа силна, ви допира до срце. Но ако одложите да одговорите на повикот што сте го слушнале, може би ете преку таа проповед, кога ќе ја слушнете следниот пат истата, веројатно после некоја година нема ни да знаете дека е истата, ама како што овие денес двете и Сабајли и ова не знаете дека се исти пред се сеќавате? Некој се сеќава може би дека овие проповеди сум ги држал некојаш. Нема врска што. Јас сум си искрен. А таму пишува, Трајче ќе мора у некоја, не знам која тетрадка да се вратиш ти за да ја најдеш. Уште пред тоа е. Но поентата која е? Таа проповед што ќе ве допре денес, тогаш кога ќе слушнете следниот пат, може би воопшто нема да ве допре. Или по третиот пат може ќе ви стане досадна, а четвртиот пат ќе ви стане досаден и проповедникот со се проповед. Може и тоа да се случи. Значи, сакам да опишам тој пат, затоа е потребна таа ургентност, значи, итност на донесување на одлука и фаќање во коштец со тој греф или проблем што го имате уште денес. Да речеме, дека сте слушнали некоја проповед која што ве осведочува за вашиот омилен греф. Пред една година сте слушнали проповед. Оној греф кој што лесно ве сплеткува. И веќе патеката е воспоставена, осведочени сте за него, но одлагате да превземете нешто. Значи, не ви изгледа нешто многу хитно, си викате има време. Поминува времето, патеката станува се поширока, се случува да слушнете повторно слична проповед и повторно совеста ви е разбудена, но за кратко заборавате, не е важно за вас, продолжувате понатаму, патеката сега станува уште поширока, да не кажам автопат, се шири, и третиот пат кога ќе слушнете слична проповед, воопшто не обрнувате внимание. И да речеме ги слушате зборовите од Матеј 7 глава 13-14, кај што вели, влезете низ тесната врата, зашто широки се вратите и широк е патот што води кон пропаст, и мнозина минуваат низ нив, а тесни се вратите и тесен е патот што водат кон животот и малкумина ги наоѓаат. И вие го слушате тоа и вашиот коментар е, па ја одамна, јас со години сум на тесниот пат. Па ја одамна влегов низ овие врати во црква, тука јас сум на тесниот пат. А не ни сваќате, всушност, дека сте зачекорели уште многу одамна на широкиот. Токму поради тој греф што лесно ве сплеткува, или некоја слабост, што и да е. Видите како оди тој процес. Че ако не реагирате веднаш на повиците на Светиот Дух, едноставно затапува совеста. Значи, денес треба да се донесе таа вистинска одлука, уште денес е денот на спасението. И кога уште ќе се засили тоа со силата на Духот Свети, тогаш воспоставувате, така да кажам, патека кон вистинската цел, се движите кон вистинската цел. Таа одлука што денес ќе ја донесете, ќе го одреди патот на кој што ќе бидете утре. Сега,
Ќе завршиме со еден цитат исто од Патот кон Христа. Ако, ова е како еден тест на крајот, ако сакате да знаете дали сте на вистинскиот пат, еве кој е вистинскиот пат. Дали може би одите во оној правец, каде совеста ви затапува, или сте на вистинскиот пат. Сте донеле вистински одлуки, да кажеме, и сте тргнале по вистинскиот пат. Патот кон Христа, 64-65 страна оригинална. Колку повеќе му се приближувате на Исус? Значи, затоа се вика Патот кон Христа книгата. Или Чекори кон Христа на англиски. Колку повеќе му се приближувате на Исуса, толку повеќе, стварно ти е запишено, изгледа тебе некаде, толку повеќе ќе изгледате грешни во своите очи. Ова е еден дел од вистинскиот пат. Значи, спротивно до удирање во гради, кои сте и што сте. Колку повеќе му се приближувате на Исус, толку повеќе ќе изгледате грешни во своите очи. Погледот ќе ви биде појасен, па ќе ја видите острата и одредена разлика меѓу своето несовршенство и неговата совршена природа. Не позаматен, па да си речете, да влезете во заблуда, да речете, па јас сум на тесната патека со години, всушност сте во заблуда, вие сте на широката. Не, ќе ви биде појасен, совест ќе ви биде поизострена. Ќе согледуват, ќе видите уште колку ви фали. Одите напред, ама гледате уште колку ви фали, затоа што се споредувате. Значи, што велеа стиховите во Евреите 12 глава? Значи, трчаме на таа трка и како ќе успееме ако гледаме на Исуса? Не на овој, на оној, на Исуса. Значи, погледот ќе ви биде појасен, значи, оној ќе фрлите и на очари се, значи не ви требаат. Најасен поглед има. Ќе гледате најситните работи, најситните букви. Ќе видите таа остра разлика, одредена разлика меѓу своето несовршенство и неговата совршена природа. Тоа ќе биде доказ дека, внимавајте, ова е интересно, тоа ќе биде доказ дека измамите на сатаната ја загубиле својата сила и дека во вас делува оживотворувачкото влијание на Божиот дух. Ќе излезете од своите заблуди. Ѓавол ве ставил во заблуда, вие сметате дека сте можеби на правиот пат, на тесниот, а всушност на широкиот. А човек кога е во заблуда, наистина тешко. Како беше онаа мисла, полесно е да заблудиш некого, отколку да го извадиш од заблудата. Значи, тоа ќе биде доказ дека измамите на сатаната ја загубиле својата сила. Значи, вие гледате јасно и чисто. Гледате кој сте вие, никој ништо, уште многу нешто ви фали, а го гледате Христа, се споредувате со Христа. Никаква длабоко вкоренета љубов кон Исуса не може да живее во срцето кое се уште не ја сватило својата грешност. И сега овде ми доаѓа на мисла пак Марија Магдалена. Зошто таа покажала тоа као дело на љубов кон Исуса? Па затоа што сватила колку е грешна. За разлика од Симон. Исус кој ги споредува, кажува онаа парабола, што сака да каже? Дека Симон е поголем грешник од Марија. Ама зошто вели после оној кој што повеќе греши, кому му е простено повеќе љуби? Затоа што Марија била свесна за својата грешност и се покајала, па добила таква љубов и укажала таква љубов назад. А Симон не, Симон бил само праведен. Симон не бил свесен за својата грешност. Значи, никаква длабоко вкоренета љубов кон Исуса не може да живее во срцето кое се уште не ја сватило својата грешност. Човекот кој е преобразен со Христовата благодат, ќе му се воодушевува на неговиот божествен карактер. Но ако се уште не ја гледаме својата морална изопаченост, тоа е сигурен доказ дека не сме ја согледале Христовата убавина и неговото совршенство. Ова е подцртано. Колку помалку се цениме себе си,
толку повеќе ќе ја цениме безкрајната чистота и убавина на својот Спасител. И спротивно може да кажеме, колку повеќе се цените себе си, толку понема да можете да ја согледате таа негова убавина. Значи, треба да се спуштиме, како велеше Јован Крстител. Јас треба да се намалувам, да се смалувам, а тој треба да расте. Оправдување со вера, Елен Вајд повторно вели, и тоа е фрлање на човечката гордост во прав. Рамнење со земја, буквално. И тоа сме, земја. Она што прави такви дарови, такви садови од нас Господ, тоа е затоа што Он ги прави. Земјени садови од таа земја, па ќе направи совршени убави садови. Тоа е како резултат на неговата заложба. Значи, колку помалку се цениме себе си, толку повеќе ќе ја цениме безкрајната чистота и убавина на својот Спасител. Погледот кон нашата грешност не гони кон оној кој може да ни прости. И кога душата, откако ќе ја свати својата безпомошност, ќе посегне по Христа, тој ќе се открие во сила. Колку повеќе свеста за собствената немок не гони кон него и кон Божјата реч, ќе имаме се повозвишени погледи за неговиот карактер и поцелосно ќе го одразуваме неговиот лик. Значи, секој може да падне, секој може да има проблем или грев кој што лесно го сплеткува, на раучение не треба да се повлекуваме и да паѓаме обземени во очај. Не, тоа ѓаволот едва и го чека, туку да се повикаме на Господа, односно треба често да паѓаме пред нозете на Исуса со плачење, да дојдеме во таа борба до крв, да бараме од Него помош, да бидеме спремни да ја согледаме својата грешност, својата безпомошност, затоа што само така може да ни помогне Господ и да ни ја даде таа потребна сила да можеме да го совладаме секој грев, па и тој кој што лесно не сплеткува и да еден ден бидеме чисти пред Него, да престанеме да грешиме, затоа што тие 144.000 се тие. И не само тие. Било кој што ќе биде спасен, ќе престане да греши, ќе биде запечатен и може да се надева на тој начин на спасение. 100%, како рековме денес. Ако имам некаков проблем, како богатиот младич, чијто проблем биле парите, тој ще треба се од тоа да тргнам настрана. И 1% да оставам, проблемот останува. 1% од проблемот останува. Иако е тоа нешто што го влечам, тоа ќе стане после 2, 3, 5, 10 и пак ќе дојде до 100%. Значи пак расте. Не, треба целосно да се искорени. Нека Господ ни помогне во тоа и нека му е слава нему. Амин.